вечер. Започнуваме со урбаните вести. За околу 80% од производите рекламирани по медиумите не се точни тврдењата дека имаат поголема нутритивна вредност, повеќе калциум, железо, магнезиум, растителни влакна, помалку шеќер или калории. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, потрошувачите се постојано изложени на ваков тип манипулации со цел нивно спречување. Од 1 јануари идната година сите компании, производители и увозници на храна, доколку сакаат да нагласат посебни карактеристики на својот производ збогатен со витамини, минерали, диететски со растителни влакна, ќе мора научно да го докажат таквото тврдење и да добијат одобрение за него од надлежна комисија. Бизнис секторот ја поздравува оваа одлука зашто смета дека ќе обезбеди фер и лојална конкуренција, велат од Асоциацијата за здравство при Стопанската комора. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести, а еве што останато ќе можете да видите во нив. Од денеска постапките за градење ќе се вршат по електронски пат. Крводарителска акција во Маџари. Потпишан договор за отварање на центар за кариера во центарот на невладината организација Млади Инфо во населба Железара. Заврши чистењето на реката Серава во општина Бутел. Одбележува 37 години од формирањето на првиот совет на општината. По тој повод во општината се организираа повеќе активности, а една од нив беше и крводарителската акција во населбата Маџари. Предлагам да видиме што се случуваше таму. Јас сакам да се заблагодарам на сите оние кои што денеска дојдоа и се дел од оваа активност, воедно ја покажа својата хуманост со донирање на крвта. До сега се дојде околу 35 наши граѓани. За жал, еве, дел од нив не беа во можност, согласно резултатите на крвта, има одредени помали вредности, но сепак гледаме дека е одзивот добар, граѓаните сакаат да донираат крв. До сега се собрани околу 22 единици, до крајот на денот очекуваме некаде бројката да биде околу 50-тина. На 3 локации се организира крводарителска акција, се со цел да биде поблиску до нашите граѓани во населбата Маџари, во Автокоманда и во Стајковци, а претходно во соработка со Црвениот крст се организира и едни работилници или една презентација во истиве овие населени места за една поголема едукација на граѓаните и важноста да се покаже хуманоста на дело, односно да дојдат и да донираат крв со кој што знаеме дека во иднина може да се спаси човечки живот. Исто така голема благодарност и до Институтот за трансфузиона медицина кој што е дел од оваа активност и како стручни лица се оние кои што на дело ги спроведуваат овие постапки за донација на крвта. Како што можевте да забележите, денеска во општината Газибаба се случуваше крводарителна акција по повод одбележувањето на роденденот на општината. Меѓутоа, освен крводарителската акција, во општина Газибаба се случуваа и многу други активности со кои што се одбележува роденденот на општината, а токму по тој повод денеска со нас во урбаните вести е првиот човек на општина Газибаба, господинот Тоне Трајковски. Добар ден и добро дојдовте во урбаните вести на МТМ телевизија. Добар ден, поздрав до вас и до гледачите на МТМ телевизија. Секако дека ни е мило што сте со нас во студиото, на начин на кој што би можеле нашите гледачи да дознаат и нешто повеќе околу активностите што се случуваат денувиве кај вас. Како што споменав, покрај крводарителската акција ќе се случуваат и многу други активности по повод 3 ноември, денот на општината. Ќе ги запознаете ли нашите гледачи кои се овие активности? Да, токму така. Оваа година општина Газибаба го бележи својот 37-ми роден ден. Пред 37 години, на 3 ноември, е формиран првиот совет на општина Газибаба. Имаме подготвено голем број на активности, најголем дел од нив ги реализиравме. За преостанатите овие следни неколку дена ќе ги реализираме. Јас ќе ги напоменам некои од нив кои што веќе беа завршени. Започнавме најпрво со нашите најмлади. Имавме една спортска активност насловена Игри без граници за нашите ученици од 1 до 4 одделение. Потоа се одржа трката која што ни е традиционална секоја година за мир, толеранција, соживот. На оваа трка учествува покрај децата од нашите училишта и од соседните општини, од Петровец, од Арачиново, од Ѓорче Петров, од
кисела вода, аеродром и од бутел, која што се одржа на киот на реката Вардар. Потоа имаме уште еден спортски настан, тоа е организирање на турнир каде што беа вклучени вработените од општинската администрација заедно со наставниците по физичко воспитување. Ги започнавме училишните лиги, во кои што се надпреваруваат некаде околу 1000 ученици во текот на целата учебна година. Оваа година им обезбедивме комплетна нова опрема и нови реквизити за да можат поуспешно да ги спроведат училишните лиги. Како што напоменав, односно веќе пред малку она што беше представено на прилогот за денешната крводарителна акција, сакам да се заблагодарам на сите наши граѓани кои што зема активно учество и на Црвениот крст кој што во секој од овие акции заедно учествува со нас. Во понеделник, затоа што 3 ноември е неработен ден, главната свеченост е закажана за во понеделник, на 4 ноември. Во текот на денот се одржува, прво ќе одржиме свечена седница. На оваа свечена седница ќе ги доделиме прво признанијата за, односно пофалниците за најдобрите наши ученици кои што учествуваа на конкурсот за литературна и ликовна творба, а исто така ќе доделиме и 21 стипендија за нашите ученици, од кои што, односно 22 се извинувам, 11 во категоријата за најдобри спортисти, оние кои што имаат резултати постигнато на општинско, државно, меѓународно надпреварување, и 11 односно ученици ќе бидат стипендирани кои што покажале одлични резултати по одредени надпреварувања по математика, физика, историја, хемија или за било кој предмет покажале добри резултати. Вечерта во 20 часот во Младинскиот културен центар ќе се одржи свечената академија. На оваа академија ќе покрај културно-забавниот настан што е предвиден, ќе имаме една мала промоција на досегашните активности на општина Газибаба и најавата за следните активности и ќе биде доделена традиционалната награда Големата мајка на сите оние кои што дале свој придонес во развојот и афирмацијата на општината. Така, од оно што го слушнав од вас, забележав дека навистина им придавате значење на најмладите во општината, односно на учениците и со овие награди и со сите спортски активности. Би сакала тука некаде се надоврзам и на моето следно прашање. Неодамна започна изградбата и на ново основно училиште Григор Приличев. Дали ова случајно се совпадна со роденденот на општината или пак беше чиста коинциденција? Па можам да кажам дека еве како дел од овие активности и таа активност ни се совпадна, затоа што овој проект не е од сега, тој малку подолг временски период го подготвувавме во соработка со Министерството за финансии, Министерството за образование и Светска банка. Се поклопи периодот, средствата и договорот сега беше подпишан, така да беа направени основните предуслови за да можеме да стартуваме со изградбата и навистина посебно ме радува што успеавме после долг временски период, некаде повеќе од 40 на години, да започнеме со изградба на ново основно училиште во населбата Железара. Предвидената динамика е со период од 18 месеци, но доколку бидат добри условите за работа, верувам дека и побрзо ќе се изгради тоа училиште. Така да еве една убава можност да, како што напоменавте, се поклопи со овие наши активности, но сепак голема работа и голем проект и за жителите од Железара, но и за општина Газибаба. Споменавте дека за можеби за 11 месеци, можеби и за помалку, тоа значи дека наредната учебна година, ако биде се во ред, ќе имаат учениците ново основно училиште. Се надевам дека еве за следната година, ако не од почетокот, но сигурно од второто полугодие ќе можеме да очекуваме да бидат во новите простори на новото училиште. Колку ученици ќе може да го стекнат знаењето токму во ова училиште? Планираниот капацитет е за 400 ученици со можност во иднина, доколку се зголеми бројот на учениците, да се изгради уште еден кат, односно да може 600 ученици. И развојно го планиравме, така да од аспект на зголемување на носивоста и пресметката за идна надградба, тоа веќе го направивме. Така да, значи, сега на почетокот ќе биде за 400 ученици. Така, освен што започна изградбата на ова ново основно училиште, неодамна заврши изградбата на градинката Морковче, која што беше слично пуштена во употреба. Кажете ни на нас, на нашите гледачи, колку беше потребна ваква една градинка во ова населено место и колку дечиња ќе може да престојуваат таму? Да, токму така и таа активност не се поклопи со овие наши активности во пресрет на празникот 3 ноември.
Значи и ова е еден проект кој што за жал долго време не се направил на територија на општина Газибаба, нема долго време изградено нова градинка, а воедно е прва градинка која што е изградена во рурална средина. Значи точно ви податокот, после 28 години се гради нова градинка на територија на општина Газибаба. Многу позитивни реакции од самите граѓани. Капацитетот сега е во зависност од тоа колку дечиња во која група ќе има. Таму има 3 групи, значи некаде од 70 до 80 дечиња може да се згрижат, во зависност дали се во јасти, во прва мала, во втора мала група. Од тоа ќе зависи и капацитетот. Ние во наредниот период за следните години планираме изградба на нови вакви градинки и проширување на капацитетите, затоа што гледаме, иако се изгради нова градинка, сепак има уште потреба за да се зголеми капацитетот, за да ги прифатиме сите оние кои што сакаат да ги скрижат своите деца во нашите градинки. Еве јас ќе напоменам уште еден проект кој што сакам да го најавам. Во недела заедно со градоначалникот на градот Скопје ќе започнеме уште еден капитален проект. Тоа е изградба на фекална канализација за населеното место Јурумнери, а воедно во тек веќе ја работиме и фекалната канализација на потегот од Трубарево кон Гоце Делчев. Значи ова е капитален проект за жителите од тој крај кои што се соочуваат со проблемот со немање на фекална канализација. Така да покрај овие спортско забавни хуманитарни активности имаме и одредени проекти кои што се капитални и ги започнуваме во текот на овој период. Така, тука некаде би сакала јас да ви заблагодарам за вашето гостување. Ни беше мило што бевте наш гостин во Урбаните вести и секако ќе ви посакам успешна работа. Благодарам за поканата и можноста што имав да направам кратка презентација пред нашите граѓани, да ги повикам да се вклучат во сите оние активности кои што следат за следниот период. Благодарам уште еднаш. А ние продолжуваме со останатите теми и содржини од Урбаните вести. Денеска беше промовиран нов поедноставен начин за извршување на сите административни постапки предвидени во Законот за градење. Преку информацијскиот систем е-одобрение за градење на заедницата на единиците на локалната самоуправа ќе се забрза постапката за добивање одобрение за градба и за другите документи согласно законот. Од денеска по електронски пат ќе се вршат сите административни постапки предвидени во Законот за градење. Тоа значи дека од сега, освен дозволата за градење, електронски ќе се спроведуваат и постапките за одобрување на идеен проект, измена во тек на градба, промена на инвеститор, издавањето на одобрение за подготвителни работи, реконструкција, адаптација и пренамена на објект. Поднесувањето на барањата ќе се врши преку информацијскиот систем е-одобрение за градење на заедницата на единиците на локалната самоуправа ЗЕЛС. Министерот за транспорт и врски Милијана Киески очекува дека со овој систем ќе бидат поедноставени сите постапки и ќе се издаваат одобренија за пократко време. И од денес 1 ноември 2013 година на електронски начин ќе се спроведуваат и постапките за одобрување на идеен проект, измена во тек на градба, промена на инвеститор, издавање на одобрение за подготвителни работи, реконструкција, пренамена и адаптација на објект, издавање на решение за градбите кои не се издава одобрение за градење, издавање на одобрение за употреба на градбите од прва категорија. Значи сите постапки кои се предвидени во Законот за градење од денес 1 ноември исклучиво ќе одат по електронски пат. Поднесувањата на барањата за овие постапки ќе се врши преку информацијскиот систем кој до сега функционираше е одобрение за градење, кој е воспоставен преку интернет и преку кој сега се спроведува постапката за одобрение за градење. Според председателот на ЗЕЛС Коце Трајановски, на овој начин се подигнува квалитетот на функционирањето и давањето на услуги на општините. Сега имаме еднозначност во давањето на документацијата, поголема транспарентност, не се користи повеќе хартија и се забрзува постапката за добивање одобрение за градба и другите документи согласно законот, истакна Трајановски. Единиците на локална самоуправа, во конкретниот случај ЗЕЛС, може да се реализира вака значаен проект е одобрение за градење. На овој начин, овој успешен проект, успеавме да го доведеме во неговата оперативност. Имено се започна на 1 јуни. Многу луѓе беа скептици и многу општини, морам да кажам, и многу луѓе кои што работеа во стручните служби на општините. Меѓутоа, овој период покажа дека проектот е добар,
дека целите кои што сме ги поставиле се добро поставени, дека е добро испроектирано, организиран и осмислен овој проект, така да сега со стапувањето во сила на закон, на одредбите од законот кои што регулираат оваа материја, одредбите од законот за градење, значи се овозможи да сите општини, сите одобренија согласно на овој закон да можат да бидат давани по електронски пат. Доколку одредени лица не знаат како треба да поднесат одредено барање, тоа во нивно име ќе може да го стори овластената фирма која им го изработува проектот. Од 1 јуни годинава досега електронски се издаваа само дозволите за градење. Во просториите на Центарот на невладината организација Млади Инфо во населба Железара, денеска градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски и Асоциацијата на советници за развој и кариера Скопје го потпишаа договорот за отварање на Центар за кариера во населбата Железара. Овој центар ќе им овозможи на жителите на општината да почувствуваат бенефит во насока на подобрување и зајакнување на вработливоста на невработените лица, студенти и ученици од општина Газибаба. Градоначалникот Тони Трајковски и председателката на Асоциацијата на советници за развој на кариерата АСК Скопје Жаклина Гештаковска-Алексовска денеска го потпишаа договорот за отворање на Центар за кариера во просториите на Центарот на невладината организација Млади Инфо во населбата Железара. Планираме да ги опфатиме, почнувајќи од нашите ученици од основните училишта, оние кои што го завршуваат основното образование, да се поработи со тие ученици, со нивните родители, подобро да се позиционираат како, односно да си направат подобар план за понатамошното нивно образование, односно средното училиште па и факултетот. Во таа насока сакаме да им помогнеме, заедно како што спомнав со Асоциацијата на советници за развој на кариера, кои што имаат големо искуство во реализација на вакви проекти. Потоа ќе бидат опфатени нашите жители кои што се невработени, како полесно да се позиционираат на пазарот и како полесно да дојдат до вработување. Исто така и за оние граѓани кои што веќе работат, сакаме да им помогнеме како да напредуваат во својата кариера. Сведоци сме дека многу малку се правело во делот на едукацијата на нашите граѓани. Обично граѓаните претпоставуваат дека во делот на кариерата доволно знаат, но сепак од истражувањата кои што се правени досега дојдовме до сознание дека треба да им се помогне. Сакала да кажам дека како асоциација ни е особено мило што општината Газибаба има една визија за отворање на кариерен центар за своите граѓани. Тие кои што се во образованието да може да ги донесат вистинските одлуки за нивната кариера и понатаму вработените да бидат попродуктивни на своите работни места. Верувам дека во иднина ќе имаме многу повеќе активности за граѓаните на општина Газибаба и воопшто преку овој кариерен центар и ќе можеме заеднички преку заеднички проекти и со другите невладини организации тука во овој центар. Со отворањето на овој центар за кариера ќе им се овозможи на жителите на општина Газибаба да почувствуваат бенефит во насока на подобрување и зајакнување на вработливоста на невработените лица, студенти и ученици од општината. Развивање соработка со образовни институции и организации кои се занимаваат со образование и наука, развивање на соработка со предпријатија, стопански комори и други организации на работодавачи и бизнис заедницата, зајакнување на јавната свест во поглед на потребата и придобивките од кариерното советување и соработка со јавни институции и организации од полето на вработувањето, образованието, економијата, како и соработка со сродни организации од граѓанскиот сектор. Денешниот ден градоначалникот Тони Трајковски го искористи за средба со представници од Организацијата на работодавачи на Македонија, Сојузот на синдикати на Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија, каде потпишаа спогодба за основање на локален економско-социјален совет ЛСС на општина Газибаба, кој ќе представува консултативно и советодавно тело. ЛЕС ќе се однесува на разгледување на прашања и давање мислења, предлози и препораки до Советот на општина Газибаба, како и од други органи на државната управа за одредени прашања од економско-социјалната сфера. Исто така, ЛЕС ќе има значајна улога и за прашања од темата вработување на младите и зајакнување на суштинските врски помеѓу потребите на пазарот на труд, дефинирани од страна на деловните субјекти и вештините што се развиваат кај младите преку образовниот систем.
Општина Карпош продолжува со својот капитален проект да го вратиме сјајот на старите фасади. Деновиве започна реконструкција на фасадата на станбениот објект на улица Никола Русински, каде што општината најавува изградба на нова енергетски ефикасна фасада. Реконструкцијата на новата фасада на стамбениот објект во општина Карпош е инвестиција на општина Карпош, а проектот го изработи креативниот тим на општината, информираат општинарите. Градежните работи ги изработува фирмата Доел Аполо Engineering. Вредноста на реконструкцијата на фасадата изнесува 140.000 евра. Проектот на општина Карпош опфаќа реконструкција на 163 фасади и се реализира во соработка со Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија и УСАИД за енергетска ефикасност за секторот домување. Овој партнер партиципира со финансирање по поволни услови на станарите во замена на прозорците и вратите во зградите, кои се предмет на реконструкција. Граѓаните обновата на столаријата ја плаќаат на 36 рати, согласно договорот склучен со Хабитат Македонија. Во заедничка соработка на општина Бутел и градот Скопје, изминатите денови заврши реализацијата на проектот чистење на реката Серава во должина од 4 километри. Исто така општина Бутел изработи и проект за дорегулација на речното корито во должина од 5 километри од Бутел 1 преку Радишани кон Љубанци. Заврши чистењето на коритото на реката Серава во должина од 4 километри во општина Бутел. Станува збор за заеднички проект на општина Бутел и град Скопје, кој е реализиран и во урбаниот и во руралниот дел. Општината го чистеше коритото на Серава во руралниот дел од Радишани кон Љубанци во должина од 2,5 километри. Градот Скопје пак го чистеше коритото по текот на реката Серава на потекот од основното училиште Свети Климент Охридски кон населбата Бутел 1 во должина од 1,5 километар. Ова е трето чистење на реката Серева од формирањето на општина Бутел. Со оглед на фактот дека течението на Серева низ општина Бутел е во должина од 7-8 километри, освен чистењето на коритото мораше да се изгради и фекален колектор за да се отстранат дивите фекални цевки што беа насочени во реката. Општината Бутел, јас би рекол, бидејќи ова не го користи само граѓаните од Бутел 1, напротив, речното корито поминува низ неколку населени места, меѓутоа и низ неколку општини, почнувајќи од општината Карпуш, општината Шуторизери, општината Бутел, општината Чучар Сандево. Но, за жал, во најголем дел, ипак на големо задоволство и среќа на граѓаните на овие населени места, благодарение на добрата соработка со градоначалникот на градот Скопје, се договориме да речното корито ова година заеднички да го чистиме. Пред неколку години општината Бутел самостојно, значи само успеаме да го очистиме за прв пат после долги години ова речно корито. Денеска исто така заедно со градот Скопје се чисти ова речно корито. Меѓутоа сакам да му напоменам дека речното корито на реката Серава не е неколку километри, напротив, само до ова место од Бутел па се до Љубанци се наоѓаат негде околу 7 до 8 километри. Целиот тој простор, значи, исто така, општината Бутел само иницијативно започна да го расчистува од грмушки, од вегетација и имаме исто така поднесено барање до Министерството за транспорт и врски, доколку успееме и тој дел да го очистиме и од останатите отпадни води. Меѓутоа, она што сакам да потенцирам и да денеска да истакнам, дека реката Серава, сите што помислеа дека ќе представува еколошка бомба која што ќе експлодира многу брзо, на големо разочарување или на големо задоволство, јас ќе кажам на граѓаните на овие населени места, веќе таквата опасност не постои. Исто така, општина Бутел изработи и проект за дорегулација на речното корито во должина од 5 километри од Бутел 1 преку Радишани кон Љубанци. Бидејќи неговата реализација чини многу пари, општината ќе конкурира за грантови од меѓународните фондови преку Скопскиот плански регион. Останува и другите општини Чучер Сандево, Шуто Оризари и Карпош, низ чија територија помалку или повеќе тече реката Серева да го ичистат и средат својот дел. Само така реката Серева од потенцијална еколошка бомба ќе се претвори во респектабилна притока на Вардар и ќе го поврати некогашниот сјај по целото свое течение. Општина Бутел 8 години е темелно и постојано посветена на реката Серева за решавање на сите проблеми што се врзани за неа. За последното очистење на коритото на Серева во должина од 4 километри одвоени се парични средства од буџетите на општината Бутел и градот Скопје.
Вртелишката на плоштад Македонија ќе работи цела зима. Поради големиот интерес кај граѓаните, надлежните од јавното предпријатие Паркови и Зеленило нема да ја затворат, туку само ќе го скратат работното време. Вртелишката од денеска има ново работно време, кое е за 2 часа скратено од досегашното, односно истата ќе работи од 10 до 22 часот. Според досегашното искуство, очекуваме и зимава да има интерес за возење на вртелишката, особено во деновите пред новогодишните празници. Затоа одлучивме таа да работи цела зима. За сега сме презадоволни од работата. Пред неколку дена беше направен и рекорден промет од околу 100.000 денари, изјавуваат од јавното предпријатие Паркови и Зеленило. При тоа прогнозирајќи дека со вакво темпо на работа за 1,5 година ќе се вратат средствата потрошени за набавка на вртелишката. Картата за возење на вртелишката е 30 денари. Во рамките на есенското уредување на јавните површини во општина Илинден интензивно се работи на подкастрување на сувите гранки и уредување на дрворедите во општината. Екипите на терен ги уредуваат зимзелените и листопадните дрвја и ги собираат паднатите лисја. Покрај подкаструвањето на сувите гранки, јавното комунално предпријатие има и други активности, информираат од општина Илинден. 25 лица што се ангажирани во секторот за јавна чистота, задолжени за одржување на хигиената на улиците и зеленилото, секојдневно собираат суво лисје и смет од јавните површини. Со цел да се разубави изгледот на општината, се повикуваат и граѓаните активно да се вклучат во акцијата за есенско разубавување, со расчистување на сувите лисја во своите дворови, како и на останатиот растителен отпад. Калчолигашот Рома со нов рекорд во серија А. 10 победи во исто толку средби поред. Фенербахче на Лестер Бомекелеб високо ја победи ЦСКА Москва со 86-60 во третото коло на Евролигата. Следуваат спортските вести, но пред нив рекламите.